Во тема на денот вечерва разговарам со Александар Трајановски, кандидат на СДСМ за градоначалник на општината Аеродром. Доктор Трајановски, добро вечер, добро дојдовте во Дневник. Добро вечер, Иван. Поздрав до сите гледачи на сите телевизии. Успеавте да обезбедите учество во вториот изборен круг во недела на 2 ноември. Како сте вие задоволен од резултатите и поддршката од жителите на Аеродром? Видете, јас сум презадоволен од поддршката на аеродромци, затоа што аеродромци ме познаваат мене многу добро. Ја цел живот живеам во Аеродром. Задоволна е општинската организација, така да изборивме еден втор круг кој реално беше доста оспоруван. Толку време збореа дека апсолутно ќе не победа во прв круг. Не знам на што се темелеше тоа ветување, но сепак изборивме втор круг и задоволството е огромно и се надевам дека во вториот круг ќе имаме уште поголема поддршка. Но јасно е дека ќе биде тешко. Ја гледам разликата, повеќе од двојно е поголема разликата помеѓу вас и против кандидатот. Како планирате да се надополни оваа разлика во гласот? Видете вака, за мене лично никогаш не имало ништо тешко. Тоа сум го докажал како директор на клиника за ортопедија, така и сега во општината. Како планираме? Планираме прво, ја мислам дека по излезноста, видовме дека има помала излезност него обично. Јас се надевам дека во вториот круг ќе има нешто поголема излезност, а и со она опозицијско, едно големо опозицијско движење во општина Аеродром, има голем број на незадоволни граѓани од актуелната локална власт и мислам дека ќе дадат поддршка на нашиот концепт. Концепт кој го форсираме, концепт кој го представивме 4 месеци веќе пред граѓаните на општина Аеродром, ќе се пронедат во тој концепт што ја мислам дека е добар за Аеродром и се надевам заеднички ќе ставиме крај на оваа локална власт. Да, гледам дека повеќето од оние кои што испадна од првиот круг се токму од тој опозицијски блок. Разговарате ли со некого веќе? Еве слушаме дека сите прават некакви комбинации, разговори, преговори кој кого ќе поддржи. Имате ли вие конкретно со некого разговор? Гледам дека ако ги добиете гласовите од левица би имале двојно повеќе гласови. Видете се вака, моите анкети се теренски анкети. Ние никогаш не правевме анкети, јас реков дека не ни требаат анкети во општина Аеродром, затоа што ги познавам доволно граѓаните. Со сите против кандидати се познавам лично, дел се и од моje мало што се вика, така да со дели разговарав. Не е ништо официализирано, но сепак е разговарано и од сите добив поддршка во смисла на тоа дека ние гласавме за да има промени. Гласавме да има промени, така да мислам дека тоа ќе се преточи сега од оваа страна, затоа што пак ја ќе кажам, голем дел на граѓани што разговарав не беа стриктно политички определени за СДСМ и баш тие да ни го дадат гласот. Овде во овие наши скоро 7.000 гласа има и други политички партии кои гласаа. Така да ја се надевам дека тоа ќе биде потик за да можеме да мобилизираме поголем број на граѓани кои во вториот круг ќе ни го дадат поддршката. Разговарано е, пак ќе кажам, неофицијално, лично. Јас сум разговарал со голем број на граѓани од општина Аеродром кои се припадници на други политички партии кои рекоа дека ќе дадат поддршка затоа што се незадоволни од актуелната состојба. Да, тоа некако беше и фокусот на вашата кампања во првиот дел или пред првиот изборен круг. Се фокусиравте на она што не е ветено, а не било реализирано од претходната власт во општината Аеродром. Колку според вас тоа ви помогна да ја добиете оваа поддршка? Знаете зашто се фокусирав на тоа? Затоа што мислам дека граѓаните на општина Аеродром се високоинтелектуални личности. Прво мислам дека памтат и знаат да казнат, знаат и да наградат. Ја можам слободно да кажам дека нас не наградија со втор круг, затоа што препознаа тоа што не е направено. 4 години апсолутно имавме една програма која нема ни 3% реализација. Така да голем број од граѓаните баш заради тоа дадоа поддршка затоа што рекоа дека ќе понуди нешто доктор Трајановски Социјалдемократски сојуз, нешто што е изводливо и што е реално. Тоа и во нашата програма го понудивме. Јас сакав само да предочам до граѓаните што не е отстварено, а во тек со тоа да предочам и што ние имаме да кажеме и реално ја представивме нашата програма, буквално 4 месеци работиме на тоа од мало во мало, зборевме со сите луѓе, со сите граѓани на општина Аеродром и сите имаа забелешки, а и нормално ги вметнавме во програмата, голем дел од тие си реални забелешки. Некако во фокусот ви беше и Лисиче, разговарате со луѓето таму на терен. Тие ли се најнезадоволните во делот од Аеродром?
Со оглед на поддршката што доби кандидатот на ВМРО во првиот круг, не би рекол дека се тие најнезадоволните, затоа што таму доби нешто поголема поддршка него во делот од Иако вие ги делот од убедувавте аеродром. дека таму ништо не е реализирано. Видете, ја не ги убедував. Реално граѓаните се доволно свесни дека не е направено таму ништо затоа што голем дел од тоа што е ветувано, велосипедски патеки, осветлување на патишта, сигнализација, булевари, мислам, тоа се нормални работи што мора да ги направи секоја општина. Не беа реализирани. Легализација на дел град би таму доста голем број од граѓаните во населба Лисиче се бунат за тоа. Нормално таа атмосферска канализација. Затоа сака фокусот да го дадам на нив затоа што во мојата програма има голем дел буквално за урбанизација на тој дел. Овој дел овде што го збориме ние на нов аеродром, тоа е доволно да се одржува, реално. Тука немаме некој маневар за големи проекти затоа што јас сум против да се гради неплански, затоа што тоа градење последните 20 години тотално се закрачи аеродром. Јас како градоначалник мислам дека тој дел треба да се одржува. Имаме прекрасни тревници кои се за жал се уништени, имаме прекрасни дворови, паркови кои се за жал уништени. Ја мислам дека тоа треба само да се одржува. На кој начин ќе се одржува таа зелена површина? Еве да речеме, аеродром ако има негде околу 120 до 130 метри зелена површина, гледате дека комуналното претпријатие кое е во општина аеродром не може да постигне, не може да ја одржува. Зашто ја го реков уште претходниот пат дека ние треба да донесеме аутсорсинг фирми, да го поделиме општина аеродром на неколку зони и секоја фирма да се одговорна за секоја зона. Значи секоја да има одговорност. Име и презиме да се знае кој е одговорен. Општината да биде надзор на све тоа. Да врши надзор, да видиме како е, што е, зашто, да се реновира, да се реставрира цела водоводна мрежа, да се одржува тоа, го памтиме аеродром ние. А реално за тоа го зборам, ова не е дека нешто што не може да се изведе. Аеродром бил зелен, бил чист. Така да јас можам едно само да кажам. По преземањето на градоначалничката фотелја, првиот месец ќе се насочам кон чистење на аеродром. Реално, тоа е нешто најосновно. Сега, ние 21. века збориме за глодари, збориме за дератизација, значи, нешто што е незамисливо за една сериозна држава. 4 години се таложат тие проблеми, 4 години се истура цело ѓубре и сега гледаме како се сите растрчани. Зашто? Затоа што има избори. Ја не се слагам. Не треба да е така. Ова треба да е константно 4 години да се прави, за да воопшто не се доведеме во ситуација граѓаните кога ќе одат на гласање, да поминуваат и да рипаат купови со ѓубре. Мислам дека е недозволиво тоа. Ако не грешам, во аеродром тоа се случува со години назад, не е само последниот период. Сериозен проблем во општината Аеродром е и состојбата со Вардариште. Какви се вашите планови за Вардариште? Прашање кое што им представува, кој што е во фокусот на проблемите на жителите на оваа општина. Видете, значи 21 век збориме за загрозено право за воздух и за дератизација за глувци збориме. 21 век. Мислам дека стварно не дозволува. Зашто го зборам ова? Вардариште е проблем кој е децениски, не е само од сега. Да, може ингеренциите на општина Аеродром не се, за да може да преземе нешто во Вардариште, но сепак општина Аеродром може да прави притисок, така? Може да прави како општина притисок и до град Скопје, и до МВР, и до сите релевантни институции кои имаат одговорност. Второ, мора да ги зајакне инспекцијските служби. Сега знаеме дека доаѓа зимно време, ке знаеме дека се греат луѓето со голем број на материи. Така да мора да се зајакнат тие инспекцијски служби да се види каде е проблемот. Мора да се посочи еднаш каде е проблемот, со име и презиме. Дали ќе биде тоа преку покренување на постапки или со притисок до институции, тоа ќе се решава во чекор. Имаме уште една недела кампања пред вториот круг од изборите. Која би била вашата порака до жителите на општината Аеродром? Зошто да го дадат гласот за Александар Трајановски? Видите, мојата порака до жителите на Аеродром е една. Како доктор цел живот имав кредибилитет. Да не може да ми влијае никој на моите одлуки. Така и како градоначалник ќе имам кредибилитет да не дозволам никој да влијае на моите одлуки ако се за тоа засегнати граѓаните на општина Аеродром. Значи нема никогаш да работам против барањата на граѓаните на општина Аеродром, секогаш ќе бидам рамо до рамо со нив и можам само едно да ветам: честна, искрена и отворена општина. Ја ви благодарам многу за гостувањето во тема на денот. Благодарам. Посакувам успех на изборите. Благодарам, Иван.